Кошаркарот Никола Караколев зад себе има професионална праволигашка кариера од 20 години. Поранешен репрезентативец на Македонија со настапи во најдобрите македонски екипи. Караколев вели дека многу ја засекал кошарката, но додава дека можеби ако во тоа време имало социјални мрежи како денес, прашање било дали тој би бил успешен кошаркар, како што вели во гостувањето во спортскиот магазин Трибина. Па после 15-16 година тога ја оде подпиша за МЗТ, али пред тоа, значи ја се сакав кошарката многу. Ама, пак ќе кажам, сакаше кошарката затоа што нема што друго у тај момент. Значи, у тоа време да е имало, можда да е имало како што е сега, што зборевме, социјални мрежи, Инстаграм и не знам, PlayStation. Прашање дали јас ќе сум бил успешен кошаркар со 20 годишна кариера, професионална праволигашка. Прашање. У тај момент не е имало, јас сум улагал, посебно татко ми е улагал у мене да можам јас да успеам у тоа што сум сакал. И пак ќе кажам, јас сум успеал во мојата кариера со тоа што тогаш немаше странци. Имаше еден или двајца максимум странци у прволигашки екипи. Караколев има настапувано за повеќе екипи како МЗТ Скопје Аеродром, Работнички, Торус, Гоце Делчев од Штип, Лирија, Шкупи, Куманово екипата на Кожов, Евроникел од Кавадарци и сега во Соколи, каде со неговото искуство Штипскиот клуб е на добар пат за влез во прва лига. Најмногу успех лично за мене бил Евроникел у Кавадарци, таму бев 5 години. Таму бев 2021, мислам дека беше. 21 или 22 бевме вице шампиони на Македонија, второ место завршиме. Тога играме финале со МЗТ, реално МЗТ беа подобри, али тоа беше за нас успех. Ние тогаш бевме добра екипа со 6 играчи. Со 6 играчи ние лигата ја поминаме многу лесно и стигнаме до финале. И мислам дека за мене најголем успех ми беше тој период во Евроникел, затоа што имаше и добри услови, финансиски услови многу добри. Пак ладна сала си, секој се ладна сала, али тоа е стандард за Македонија. Караколев беше прогласен за спортист на град Куманово во 2017 година. Па многу значи, со тоа што јас сум штипијанец и у Куманово играв 3,5 години. Многу значи кога ќе ти изберат спортист на градот у друг град кај што ти не потекнуваш таму. Так. Караколев во својата кариера направи трансфер од МЗТ Скопје Аеродром во Риболот Работнички, а во Трибина ги раскажа тие моменти. Лоши. Имав, искрено тоа беше 2008, имав многу проблеми. Да отидеш од Работнички у МЗТ или обратно, тоа беше ти си предавник. Так. И тоа за мене беше некој тежок период, кај што имав проблеми, закани, не знам, малку се навијачите на и тие. Так. Као, ако идеш ваму, ти си предавник, ти не си го сакал клубу и слично, а реално, на крајот дено, ние сите идеме за подобри услови, за пари, значи, ја оде од причина, едноставно немаше касни плати у МЗТ но ја бев 19 години бев тогаш. 19 години бев, имав помода од Работнички, ми дава негде 3 години, мислам дека имав договор, имав право да си го раскинам договор и си оде у Работнички. Ама у МЗТ тоа не го разбират, не го сваќат. Зборам, не го сваќат навијачите. Луѓето кај што да гледат, они разбират, за на крајот дено сите ние работиме за да заработиме. Караколев сега е предводник во Соколи, со неговото искуство тоа е главна алка во штипскиот тим на патот кон влез во првата кошаркарска лига.